Македонските граѓани преку социјалните мрежи се мобилизираат за бојкот на маркетите во знак на револт од превисоките цени. Со паролата "Попусто, попусти кога цените се исти", во петок на 31 јануари се повикува никој да не пазари во маркетите. Повикот преку социјалната мрежа X стана вирален со споделување на сите социјални мрежи. Иницијативата веќе и се шири и се заговара да не се пазари премногу и пред денот кога ќе има бојкот. Повикуваме на голем бојкот во петок. Воздржете се од купување во големите и помалите маркети. Попусто бојкот во петок, ако во четврток или сабота им направите двоен промет. Граѓаните кои Алфа ги анкетираше ја поддржуваат иницијативата и велат дека во петок нема да пазарат затоа што трговците ја преминале границата. Дел од нив пак се сомневаат дека бојкотот ќе успее. Ги поддржувам потполно. Ќе го поддржите бојкотот? Да, секако. Треба да бојкотираат. Ќе го поддржите ли вие бојкот? Да, Па добро е тоа. Ќе го поддржите ли вие? Да, ќе го поддржам. Па би требало да има такво нешто. Ќе го поддржите ли вие бојкот? Да. И јас сум за тоа. Да. Нема да пазарите на 31? Секако нема. Убаво, меѓутоа тешко да се спроведе кај нас. Од Организацијата на потрошувачи велат дека не се организатори, но го поддржуваат бојкотот, затоа што цените во маркетите се превисоки. Сметаат дека треба долгорочни мерки за намалување на цените. И ние како граѓани и како организација на потрошувачи свесни сме дека цените на прехранбените производи во маркетите се високи. Како организација го поддржуваме бојкотот на граѓаните кои што самостојно се организираат на социјалните мрежи за да има бојкот на 31 сега во петок. Се надеваме дека ќе има голем одзив. Мерката дали ќе даде резултати ќе видиме, затоа што сепак ќе биде краткотрајно, тоа ќе биде само еден ден. Иницијативата за бојкот се случува по период во кој владата посредуваше во обидот да ги заузда цените. Имаше и конкретен договор кој сепак првично дел од трговците го изигра за подоцна да почнат да го спроведуваат во рамки на новогодишната кошничка. Во моментов во сила е и законот за нефер трговски практики кој треба да стави ред во трговијата. Инаку, по примерот во Хрватска, иницијативата се прошири во Босна и Херцеговина, а слични чекори граѓаните најавија дека ќе преземат и во Црна Гора, каде планираат да се воздржат од купување во супермаркетите и да ги избегнуваат и помалите маркети на 31 јануари.